Најупотребувана икона во програмот представува примарна работа. Со нејзино отварање се отвара можност за пребарување, она исто пребарување што го имавме и кај осигуреници, на соодветен осигуреник од листата. Пишуваме Игор, пример, и притискаме Enter. Кај картон број се појавува листа на пациенти кои го задоволуваат горе напишаниот услов. Го бираме соодветниот пациент и притискаме на стоматолошки третман. Автоматски ни се отвара картонот на тој пациент. Значи, во средината постои листа на извршени стоматолошки услуги до сега, значи на 1.2, на 08.4, со соодветните параметри, со шифра, диагноза и сите оние услуги. Како се внесува некоја нова услуга? Логично би било, бидејќи секаде F5 представува внесување, би било да се внеси со помош на тастерот F5. Меѓутоа, овде на сликичката со сите 4 квадранти постои една можност на брзо внесување на услуги. И тоа, ако кликнеме на соодветно запче, со десно копче на глувчето се појавува мени. Пломбирање на заби, вадење на заби, значи сите услуги кои можат да се извршат врз тоа запче се појавуваат во вид на мени. Бидејќи се работи, во примерот се работи за доктор во област хирургија, тој ги дозволува да се извршат сите хируршки услуги. Еве да кажеме имплантација. Ја бираме услугата и што се случува? Автоматски ни се активира долниот дел каде што пишува на дата денешна која можеме да ја промениме. Шифра, партиципација, краток опис. Во краток опис специфично е внесувањето кај специјалистите на трите најбитни параметри. И тоа, потврда, упат и факсимил број. Потврда, да кажеме 2, упат, број и факсимил на лекарот кој го праќа пациентот. Дата на издавање на упат е исто така битен податок. Диагнозата можеме да избереме од копчињата со најупотребувани диагнози или пак да избереме од листата на внесени диагнози. По завршувањето на сите овие и пополнувањето на сите овие полиња, постојат и овде две можности на запишување или откажи ги тековните услуги. Со F10 ги запишувам и се случува следното. Горе на 9.4 се појавува услугата која е извршена. Додека е пациентот отворен, можете да внесете уште една услуга извршувајќи ја истата секвенца на внесување услуга, потврда, упат, факсимил број, дата на завршување и така. Сите овие услуги се напишани овде во овој дел. Ниту една од овие услуги се уште не е запишана како трајна услуга на пациентот. Запишувањето се врши доколку по внесувањето на сите услуги, тоест еден цел третман, не притиснем на копчето во ред.